Македонскиот олимписки комитет и Наша ТВ со доајенот на спортското новинарство Зоран Михајлов со гордост ви ги представуваат македонските спортски легенди. Кога се споменува презимето Салиху, веднаш е јасно дека станува збор за боксот. Азиз Салиху беше голем шампион на рингот. Тој беше повеќекратен првак на поранешна Југославија. Ги бранеше боите во тоа време на каблови од тогашно Светозарево, сега Јагодина, инаку кариерата ја почна во боксерскиот клуб Скопје, во кој што пак главен во тренерскиот штаб беше Живко Дуковски, кој еве и ден денеска е присутен во боксот. Меѓутоа, семејството Салиху не е познато само по резултатите на Азис. Да кажам дека во тоа семејство има 9 браќа. Покрај Азис имаше уште еден истакнат шампион. Сега постарите љубители на боксот сигурно ќе се сетат дека неговиот помлад брат Фатом Салиху беше европски кадетски првак. Некои заборавиле, меѓутоа тоа е вистина, на Европското првенство за кадети во 1997 година во Битола, Фатом Салиху низ 4 борби стигна до финалето и го освои златниот медал на задоволство на сите боксерски љубители во Македонија. Фатом Салиху имаше не толку долга кариера, но сепак за тој период додека се појавуваше на рингот, имаше добри резултати на меѓународната сцена, победи на тие младински и кадетски турнири и надвор од границите на нашата држава, а реков круна на сето тоа беше златниот медал од Европското кадетско првенство во Битола, на кое што Македонија можеби го постигна, не можеби, туку сигурно го постигна најголемиот успех, кој не е повторен во следните години. Тогаш покрај Фатом, кој го освои златото, имавме уште 2 бронзи. Бронзите ги освоија Чатлевски и Георгиевски. Значи, шампионатот го завршивме со 3 медали и тоа беа навистина убави мигови за македонскиот бокс. Сега ќе ви го представам Фатон, помладиот од двајцата боксери од семејството Салиху, а постариот со кој што вака се гледа мампасан, што би рекле, бидејќи живее повеќе во Приштина, помалку доаѓа овде, па се договоривме кога ќе дојде овде и со него да направам една емисија, зашто се работи на вистина за еден голем шампион. Впрочем, да се освои медал на Олимпијадата, тој го освои бронзениот во Лос Анџелес во 1984 година, е голема работа. А кога ќе се каже дека полуфиналниот меч го загуби од еден од најголемите тогаш американски боксери, Тајрел Бикс, ќе стане уште појасно за каков квалитет на боксер се работеше во минатото. Покрај тоа, Азиз Салиху има и 2 бронзени медала од европските првенства, да кажам дека е учесник според она што гледам во мојата евиденција и на 3 олимпијади, што исто така голем успех да се стигне до врвната светска спортска приредба. Фатом дадов еден вовед за боксот за семејството Салиху. Реков 9 мина браќа и од таа средина излегоа 20 шампиони. Едниот, помалиот си ти, поголемиот реков Азис. Па сега кажи ни ти за твојата кариера како се одвиваше, зашто учеше во Лирија, а Лирија тогаш повеќе беше боречки настроена, имаше екипа што се викаше Лирија и ден денеска има, јас знам уште од времето кога и Шабан Трстена и Шабан Сејдију минува низ школата на Лирија, па сега дали боксот или борењето беше твојот прв спорт? Па значи јас од почеток го сакав боксот, бидејќи ми беше традиција во нашата фамилија.
но во Скопје немав близко, знаеш, некој клуб кај што би можел да тренира во тоа време. И јас бев и ученик во школата Лирија, таму имаше и боречкиот клуб Лирија, исто така и Шкупи. Тука ми беше поблиско и почнав, првиот спорт за мене беше борењето. Прв тренер во борењето ми беше Назми и Шабан Седију, олимпиецот спортист. Таму почнав во борењето и на кратко време со работа станав и државен првак за пионери во борењето. После некоја година, се сеќавам 93-та година, дојде Азис у Скопје, бидејќи он живеше у Приштина тоа време, и го активираше боксерскиот клуб Лирија. И од тоа време јас се вклучив во тој клуб, почнав да тренирам со брат ми, он ми ги научи првите чекори во боксот и боксувавме на државното поединечно првенство, станав државен првак, станав и член на репрезентација. Исто така почнавме да боксуваме и на некои турнири. Брат ми виде кај мене дека има некој квалитет и го сакав боксот. Почнавме заедно да тренираме, бев член на репрезентација и 97-та година се одржа Европското првенство во Македонија за кадети, тоа беше за прв пат организирано. И јас бев член на репрезентација, учествував на ова Европско првенство. Тогаш тренери беа Чурлинов и од Бугарија Пашалиев, двајца тренери, Азис постојано беше тука, особено покрај тебе. Тогаш председател на федерацијата беше Живко Дуковски, го споменувам ова, дека некако цел живот се преплетувате вие, семејството Салиху со Живко Дуковски, брат ти почна тамо, ти боксуваш на Европско првенство во Битола, тој председател во тие мигови на Федерацијата на Македонија и се така некако оди таа боксерска историја, да кажам. Беше и прв тренер на мојот брат, кај што го најде и талентот на Азис, дека може он да освои и да стигне голем резултат. Дека ќе стане шампион голем. Па после тоа, во моето време, он беше председател на Боксерска федерација Живко Дуковски, кој беше и организатор на ова Европско првенство. И сега да го раскажеме тоа Европско првенство, како изгледаше и ти кога стартуваше на Европското, што помислуваше на почетокот, дали ќе стигнеш до крајот или гледаше некако да победе првата, втората борба, па после ќе видиме што ќе биде. Европското првенство се одржаше во јуни. Ние во почетокот од јануари почнавме со добри припреми. Тогаш беше донесен и тренерот со големо искуство Пашалиев, што он као тренер има освоено со негови боксери кои што е Серафим Тодоров, Даниел Петров, олимписки, европски, светски медали донесени во Бугарија. Тој беше многу искусен тренер. Исто така со него беше и Петар Чурлинов. Во време на време во клубот тренирав и со брат ми Азис Салиху. И значи цело време 6 месеци ние бевме на припреми. И на тоа Европско првенство стварно не помисля дека ќе станав европски првак, затоа што да станеш на тоа големо Европско првенство не е лесно, затоа што таму учествуваат најдобрите боксери низ цела Европа. Би бив задоволен да освоев и некој медал. Ама кога видов дека од првото коло почнав со победи, кој боксер ми беше од Ирска, втората борба ми беше боксер од Милан Пиперски од Србија, кој сега е мој колега и селектор на Боксерска федерација Србија, и освоив медал. После почна, знаеш, полуфинале, финале и почна и поголемата волја да ми дојде и публиката, имаше голема публика во Битола кој што ме поддржа, исто така дојде голема публика и од пријатели, другари и големото семејство од Скопје што не поддржа и така. По полуфиналето ти го победи Черник од Русија, кој беше исто така јак противник, јак боксер. И тука обезбеди ти веќе медал. Да, тука обезбедив медал и стигна во финалето. И тоа големото финале боксува со боксерот од Азербејџан, Руфат Хусеинов, кој беше равноправна борба, можам да кажам дека
со мал се поени имав предност и со поголема иницијатива што бев во таа борбата и ја победив и станав европски првак и Македонија за прв пат доби европски златен медал во кадетска конференција, кој за Македонија беше најголемиот успех до сега, бидејќи на тоа европско кадетско првенство освоивме 3 медали, како што ги спомнавте и вие, 2 бронзи медали од Дарко Чатлевски и Георгиевски и јас златниот медал. И беше голем успех и за македонскиот бокс. Дали очекуваше таков резултат и победа над азербејџанецот, затоа што тој стартуваше со поголемо искуство од тебе, а и стартуваше како, искрено да кажам, фаворит во таа борба? Па искрено да ти кажам, кога го поминав у полуфинале боксерот од Русија, кој исто така беше со големо искуство, више верував до себе и првни селта. И реков дека ќе го дам максимумот до крај, мора Македонија и јас да бидам европски првак и Македонија да има златен медал и дадев све од себе, има голема поддршка и од публиката и од сите тамо што беа и стварно беше големо емоционална борба, затоа што за мене беше тоа најголемиот успех и за Македонија беше голем успех и освоивме златен медал. После тоа продолжува твојата кариера, зашто се уште беше млад, тамо со неполни 17 години, го освои златото и пред тебе престоеше на убава боксерска иднина. И ти во следните 2-3 години ангажиран си, тренираш редовно и учествуваш на Европското младинско првенство сега, значи таму една категорија погоре по годините, во Риека. Да, тоа беше 1999 година, тогаш бев, значи постар младински боксер, јуниор бев. Учествувавме. А на Балканското првенство пред тоа учествуваше? Не, после тоа учествував. После Европското во Риека, на Балканското и таму. Тоа не беше Балканско, беше Олимписко Балкански игри. Тогаш се одржаа, сега беше престана. Да, се организира тогаш на надежите Олимписки игри од Балканските држави. Таму освои златен медал во Бугарија, у Софија. А на Европско јуниорско првенство, значи 2 борби имав поминато со боксерот од Георгија и боксерот од Турција. Но за жал, третата борба ми беше со боксерот од Русија, кој го изгубив. Да не беше тој истиот од Битол или не? Не беше друг русин беше во таа група и изгубив од него на поени. Тоа беше борба за медал. Ако го поминав тоа, ќе обезбедев медал, но сигурно ќе обезбедев и прво место, бидејќи тој беше најјакиот противник во таа категорија, кој он стана и европски првак. А во другата група имаше боксер од Бугарија, кој истиот боксер го победив у Софија на некој турнир и тој стана втор на европско првенство, русинот стана прв, а јас останав без медал. За жал, тоа е боксот, мора да се... Добро се, да се признае, во тој момент бил подобар, победил. И така, ова Балканското олимписко првенство за младинци Тоа беше во Софија, како изгледаше? 2000 година, таму учествувавме, Македонија имаше со 5 боксери учествувавме, освоивме 2 златни медали, 2 бронзи медали, имав 3 боксери таму, кој у финале боксува со боксерот од Бугарија и таму освои златен медал. После тоа имавме и некои турнири, квалификациони турнири за Олимписки игри, што за жал сега треба да го спомнеме, тогаш финансиската состојба на федерацијата беше многу тешка, што не можеме да учествуваме на сите турнири, на квалификациони турнири на Олимписките игри, учествуваме само на 2 турнири, а се знае дека за да пополниш норма е многу тешко, треба да бидеш активен и да учествуваш на секој турнир. А ние до крај на тие турнири не се знаеше дали ќе учествуваме или не, дали ќе се најдат средства да финансиски... А поорганизирани некои подготовки, например, како за тоа
Европско не кадетско сме првенство имале или не? тешко време беше, не сме имале многу Кој како се снајде, најмногу на работа во матични клубовите. клубови и на тоа квалификациони турнир, сакам да го спомнам на борба што учествував во првото коло со олимпиецот Даниел Петров, кој беше олимписки првак. Јас на првото коло изгубив од него на поени и тоа ми беше добро спомен, бидејќи боксував со еден боксер голем кој беше олимпиец, европски и светски првак. Тоа беше во Хале, Германија, квалификациони на олимписки игри, квалификации. А доколку се случеше тамо да победиш со Петров, што беше тешко, тогаш ќе извореше норма за настап на Олимпијадата? Не, требаше да бидеме финалист. Значи требаше уште 3 други борби да ги добиеш за да станеш финалист, затоа што прво и второ место пополнат норма на тој турнир, но беше тешко и да го победам таа борба, бидејќи се знаеше дека Даниел Петров беше искусен боксер со многу мечови, беше и европски, светски, олимписки. Тој во својата категорија неприкосновени, лесно дојде до финалето и до олимписката норма. Тоа беше за Олимписките игри во Атина 2004 година квалификации. Сега ти боксуваш меѓу сениорите, учествуваш на турнири, дали се сеќаваш на некој турнир каде што имаше вака забележителен резултат во конкуренција на сениори? Учествувавме на повише турнири, ти кажавме дека во таа време, во моето време, Боксерската федерација имаше тешка состојба финансиска и не можеме да учествуваме на сите турнири јаки што беа, исто така и на европски и светски првенства. Не се знаеше до последен момент дали ќе учествуваме на европско, на тој турнир или на овој турнир, но на тие турнири кај што учествувавме, ние како Македонија, како репстација, ставивме добри резултати, значи, бидејќи се знаете дека нашата репстација боксуваме со рамноправно и со многу јаки и други земји боксери, како што беше Момин Вели и Примислав Димовски, кога у Ливерпул стигна до медал и изгуби борба за медал, исто така на светското првенство Примислав Димовски пети беше, значи ние и со тие тешки финансиски состојби имавме Вели освои 2 бронзи на европските првенства. Да, една бронза освои за Македонија, една за Боксерска федерација на Бугарија, 2 бронзи има освоена. Меѓутоа тој боксуваше во Пловдив, ама настапи под Македонија, ми се чини. Да. На двете европски кај што освои бронзени медали. Така да, една во Ливерпул освои. Ти од турнирите вака некоја Да, имавме турнири, Хакија Туралич кога освоив златен медал, у Тузла, у Арена Пула, имаше и други турнири, што сега не можам да ги спомнам во таа време, не можам да ги памтам, но учествувавме на и меѓународни турнири и имавме успеси. Иако Македонија немаше толку клубови како што имаме денеска, туку имаше повише квалитет и успеси, бидејќи тренерите беа постручни, треба да ги спомнам, како што беше Петрович, Руждија Калач, Азис Алио, Миле Смилевски, Петар Чулинов, тие беа све искусни тренери кои извадија многу добри боксери. Помалку клубови, ама концентриран квалитет. Да, концентриран квалитет и подобри тренери, имавме и постручни тренери кои имавме и повише успеси. За жал, денеска сите овие ги имат, денеска овие боксерите може да учествуват на сите, имат предност да учествуват на сите европски, светски првенства и да освојат медали, а ние тоа не го имавме во нашето време. Да, мораше сами да се... Да, мораше сами да се снајдеме. А кај беше во тој период Азис? Дали ти помагаше и натаму
дали тренираше ти со него тамо некаде од 2001-та до 2004-та, например, до Олимпијадата во Атина? Па таа година Азис беше у Косово, се врати у Приштина. Исто така го активираше боксерскиот клуб Приштина, таму у Косово се одржаше една лига, која беше добра лига, и јас отидев таму у Приштина за да не останувам без мечеви. Без мечови. Учествував 3 години во таа лига, за да имам мечови, за да бидам и да имам искуство, знаеш, да имам повише тренизи, затоа што тука Лирија згасна во таа време и после 2005-та јас се вратив тука во Македонија, тука немаше некои клуби, оставив више, прекинав со боксот и отворив мој клуб, боксерскиот клуб Чаир, кој после некои години освои некои медали и сега 2-3 години е и најдобриот клуб во Македонија. Сега, пак ќе се вратам назад со Приштина, се сеќавам, Приштина има долга боксерска традиција, од тој град излегува многу шампиони, дури мои лични пријатели беа еден Хашани, еден Богуевци, еден Гаши кој имаше една страутна борба со Бенеш на мечот на шампионите, еден Пеци кога го гледав и овде на Златниот гонг, доаѓаше на последниот неговидов, меѓутоа на претходните, а Љахни Мани им беше тренер. Љахни Мани беше многу интересен човек и духовит беше. Тој беше со Бруно Храстински тренери на репрезентацијата на Југославија на светското првенство во Белград, кога имавме 6 финалисти, меѓутоа ниту еден не успеа да освои златен медал и тоа беше вака еден парадокс кој беше забележан од сите спортски новинари во целиот свет. Века Југославија со 6 финалисти, светско првенство, ни едно злато. Тогаш освоија сребрени медали, ми се чини и Богуевци, и Хашани, и Пеци, не знам дали беше или не, и Пеци беше во тешка, а во супер тешка Вујковиќ. Сите тие учествува во финалните борби. Тоа беше еден убав период за боксот во поранешната држава. Сега се враќаме пак на наша територија, Македонија, и како изгледаше крајот на твојата кариера? Ти ни кажа дека формираше свој клуб, БК Чај, но пред да го формираш, како течеше кариерата и кои беа твоите последни борби? Како активен боксер? Значи, последни борби мене ми беа во Тузла, у Босна и Ерцеговина. Таму беше еден меѓународен турнир. Учествував, таму изгубив у финале со еден боксер од Хрватска и се вратив тука во Македонија. Стварно тоа беше време, ти кажа дека немавме клуб, Лирија беше згасен, Азис беше таму у Приштина, па немав и каде да продолжам мојата кариера и направив години, што ти го кажа дека бевме 9 брача, голема фамилија, и мора да се снајде за да го продолжи животот. Сите да дојдат да помагат во клубот. Негов пат, да. Ете ти Чајре обезбеден. И почнав на работа и више мислев да ја прекинам мојата кариера, бидејќи боксот е тежок спорт, мора да се работи многу, да се тренира многу за да постигнеш успех. А без трениз не можеш да постигнеш и реков подобро да го престанам со кариерата со боксот, него да почнам без работа и без тренизи. И тогаш ја прекинав кариерата 2005 година. И што помисли во тие моменти? Веднаш да формираш клуб или не помислев форма, после една година видев дека и боксот во Скопје стагнираше. Искрено во нашиот дел во Чаир, таму кај што живев, и почнати луѓето да ме прашат, знаеш, дали кај би можел да го пуштам син ми да тренира, или другарот, или овој. И јас си помислев да го отворам еден клуб. И иницијативата беше моја, има поддршка и од моите колеги, кој што е Скендер Јахију и тие другите, што беше успешен боксер. Има поддршка од нив и тоа време го отворив боксерскиот клуб. Кога беше тоа? 2006-2007? 2006.
го отворивме, од 2007 почнавме. Условите какви беа за тренинг? Па не беа добрите услови во почетокот, но по успесите и со нашата работа успеавме да направиме подобри услови. Сега тренираме во Борис Трајковски салата, значи тоа не беше 6-та година, има добри услови. Тоа е помалата сала. Да, помалата сала, а исто така имаме и добри боксери и можда и најдобрите во Македонија. Значи 3 години поред и во лигата сме државни прваци во првата лига со нашите боксери. Се е тоа на твој грб и тие соработниците околу тебе? Па сега да не го земам ја целиот успех, туку тоа е нашиот успех со моите колеги и со моите соработници. Општината Чаир помага ли финансиски, бидејќи на некој начин ја афирмирате на спортски, на боксерски план? Па то негде можда помага, но не тоа што треба да помогнат за спортот. Туку јас се снајдев со моите пријатели, спонзори, другари, што ми обезбедија подобри услови во клубот. И така станав и преседател на клубот, бидејќи јас го менаџирам тој клуб. И со подобрите успеси и спонзорите доаѓаат и ни помагат. Да, бидејќи гледаат, има резултати, има резултати, има зошто успеси. и да се вложат средства тамо, тие се оправдуваат. Да, тоа е вистина. Веливе целта ги оправдува средствата, кај вас тоа е најочигледно, имате резултати. Значи, Како изгледаат првенствата на Македонија, да ми кажеш, зашто малку се оддалечив од боксот, освен овие приредби Златен гонг и другите надвор од државава, а ти си компетентен да го кажеш тоа, бидејќи си подпредседател на Боксерската федерација на Македонија, која е раководена од 20 поранешни боксери. Примислав Дивовски председател, ти подпредседател. Тој учесник на европски, на светски првенства, ти учесник на европски првенства. Сакам да кажам дека сте луѓе со искуство и луѓе кои знаете што му треба на боксот во одреден момент. Еве сега да ни кажеш каква е моментната ситуација во боксерскиот спорт во Македонија. Дали може да очекуваме да имаме пак некој шампион меѓу тие момчиња што ќе се бори за медал на кадетски, на младински, дај Боже и на сениорски првенства? Со доаѓањето на пчела на председател на Примислав Димовски, конечно боксот почна да ги дада и првите резултати. Тоа што го каже дека е човек на вистинско место, председател, го знае боксот, го разбира боксот. Он на првото доаѓање како председател вети дека ќе донеси странски тренер, затоа што Македонија се стагнираше на тоа што го кажавме дека немавме кадар на добри тренери и тоа го реализираше, го донесавме тренер од Куба, Хесус Солет, кој исто така е искусен боксер, бил тренер на Јапонија, Холандија, Мексико, Куба и светски првак. Знаеме, што доаѓа човекот од Куба, дека е квалитетен. Он со нашата репутација 6 месеци тренира и со младинска и со сениорска и почна да дојдат и првите резултати. Значи на младински турнири, на 2 турнири донесавме златни медали, како што Емил Жечев, кој учествува 23 држави, исто така и Русија, Украина и американците, исто така во Врбас на купна нација, кај што учествуваат повише од 20 држави, имавме златен медал, сребен медал, бронзен медал, на златна рукавица за младински имавме сребен медал, исто така и на јуниорско првенство учествувавме, на Европско првенство Минск учествувавме. Ова година имаме добитник на златниот гонг, Јасин Лама освои 2 борби, 2 победи. Почнавме и првите успеси на сениорската конкуренција. Рама е твој боксер од Чаир? Да, Јасин Лама е боксер од Чаир, кој на јаките турнири Добро изгледаше на златниот гонг, го гледав. Па да, тоа... Јако момче. Да, значи,
одма почна и првите успеси од доаѓањето на новиот тренер. Значи почна и првите резултати на сениорската конкуренција, како што е Странџата куп, кој е мини светско првенство. Значи, кај што идеме сега имаме некоја победа или ќе дојдеме до медал. Боксот е тежок спорт, не можеме одма да успееме да дојдеме до златни медали или до голем резултат, но со ова работа кај што почнавме, мислам дека со многу брзо време ќе дојдеме и со големиот успех, медали на меѓународни до медали од официјалните големи европски или светски првенства. Интересирањето меѓу младите за боксот какво е? Па има големо интерес. Ти кажа дека те прашувале во Чаир пред да го формираш клубот, кај да ги пуштиме нашите деца. Значи, дали тоа продолжува, дали тоа интересирање и натаму е присутно? Да, има големо интерес на децата. Има многу деца, здрави деца, кои што го сакат овој спорт и сакат да се занимаваат со овој спорт, но ви кажувам дека со доаѓањето на новото раководство, со новиот председател и Боксерската федерација овозможи што сите клубови да учествуваат на една лига, на првата лига и на младинска лига на Македонија, и сите тие финансиски потреби да ги подмири Боксерската федерација на Македонија. И тоа сега го правиме више 3 години, има повише боксери, повише клубови се активирани и мислам дека со ово работа што го правиме сега, до другата година ќе дојдат и подобри резултати и ќе дојдат и успесите од меѓународни активности. Кубанецот останува во Македонија, тој е задоволен од овој квалитет што го имаат младиве момци во нашава држава. Од негово доаѓање ние ги соберавме сите деца што ги имавме на еден камп што беше у Струга 20 дена, за да ги виде он активностите и да ги виде што ние имаме потенцијал, што деца имаме. Он беше многу задоволен од тоа што го виде и сега он го прави програмата за цела година, на него е одговорноста. Ние ќе видиме да му овозможиме се што он ќе побара и да дојдеме до некој успех. Тој кога дојде овде се изненади или кога виде која води федерација учесници на светско првенство, на европско првенство, освојувачи на медали? И што си рече кубанецот? Он задоволен нас е премногу од нашата страна и од председателот и од цело раководство. Ние му овозможиме добри услови да има и он ни вети дека со овие услови и со овие деца ќе дојдеме до успех. И сега го чекаме и неговата работа. И мислам дека тоа ќе биде добро и за македонскиот бокс, и за сите клубови, бидејќи и тренерите му имат што да научат. Таа програма што он ќе го направи неколку години, тоа ќе остане у Македонија и ќе можат и другите клубови, и другите тренери да земат повише искуство од овој селектор. Да, нешто што ќе се остави, и да научат да се користи. Да го користат тоа што он ќе остави. Искуството е многу битно, посебно за овој спорт кој мора да кажеме и опасен. Така. Тука мора со големо внимание да се тргнува во работата, посебно со младите категории, додека боксерите ги учат првите вештини во тој спорт, тогаш треба правилно да се насочат, а тоа искуство на еден таков тренер е добродојдено, зашто ќе тргнат по вистинскиот пат. Да. И тоа мора да се искористи кога веќе е тука човекот, познат тренер, порано боксер од Куба. Куба знаеме што значи во светот на боксот. И сега, значи,
ти очекуваш вака некој од тие момци да стигне и до медал на тие европски првенства? Па да, значи имаме уште 2 квалификациони турнири за Кажи ли кои се тие? Олимписка норма, тие се момци? двајца кандидати Јасин Ляма и Коце Јаневски. Тие се двајца боксери кои очекуваме повише резултат од нив. Ќе учествуваат у Лондон овој месец, на 3 месец, март месец, и во Париз исто така на мај ќе имат. Овие се 2 турнири, квалификациони турнири, и стварно е тешко, знаеш, да се пополни норма, но и ние имаме надеж на нив и очекуваме успеси од нив. Тие треба само да одбоксуваат добро и да ја оправдаат довербата и Да, и очекувањата. зашто и имаме и други боксери исто така во сениорска конкуренција, но овие двајца се поискусни, учествувале и на европски првенства и на многу јаки турнири, и од нив очекуваме и успех. Добро, Фатон, значи ти си комплетно ангажиран во боксот, не само Чаир, туку и во федерацијата. Тука сте една група поранешни боксери кои знаете што треба да се направи за боксот да оди понатаму. Сега ќе ни кажеш нешто и за семејството, ти доаѓаш од едно семејство, пак ќе потенцирам со 9 браќа. Па како беше, ајде, животот во тоа семејство? 9 браќа, Па. најголемиот колку години, колку беше разликата? Ти кој беше поред? Јас сум, значи ние бевме 11 деца, уште 2 сестри бев, а ја исто така јас бев најмалиот и од сестрите и од браќата. А исто така бев најгаленото дете од семејство. и физички бев вака најмали, сите знаеш ми викат зашто ти си и физички најмал. Викам по кога ќе седеме, знаеш, у маса да јадеме, сите тие поголемите го земат левот и на мене не ми останува ништо, и за тоа останав најмал. И се смеав, се шалавме, но тоа беше Значи 11 бевте со 11 9 деца, браќа и 2 сестри. 11 Машала. деца бевме, 9 браќа, 2 сестри, тоа е животот. Сега сите сме разделени, сите имаме свој живот, деца. А ти, семејството твое, Да, ќе моето останеш на тројката или? Јас имам 3 деца, 1 син и 2 черки. Ако даде Господ, ќе продолжим. Синот колкаве? Синот има 12 години Со бокс нешто? и он се занимава со бокс, уште нема, значи, мечови, затоа што уште е мал. Боксот знаете дека од 13 години официјално се почнува. Ако сака, ќе може да продолжи, но нема да го натерам со сила да Ако сакаш. да го продолжи. Сега спомна 2 керки и веднаш асоциација на женскиот бокс во Македонија исто така имаше еден период кога беше најавено дека еве ќе се развива и меѓу девојчината овој спорт. Па докаде е стигнато? Па почна и по девојчината, по некои клубови имат како Орид, Штип, значи имавме и на Европско првенство 2 девојчиња за School Boys. Почна и женскиот бокс да се развие, но ма се потешко некако машкиот бокс, но важно е што ние почнавме и женскиот бокс да го развиеме. Има и судија, жена, гледав и на Гомгот. Имаме и 2 суди, кои за жал немаме многу суди у федерација, но мислам дека понатамо И на тој план ќе се и на тој работи. план ќе се развие повише и судиската комисија ќе имат семинари, ќе се развијат повише суди да има во македонскиот бокс. Значи, синчето може да продолжи постапките на таткото и постапките на чичкото и во иднина да е присутно презимето Салиху во боксерскиот свет. Па да, фамилијата Салио беше традиција во боксот и мислиме да треба да го продолжиме, да не останува, да застанеме тука кај мене, мислам дека треба да го продолжиме. Се надам Добро, дека така нека биде и мислам дека нема причини да не биде така кога сите цел живот сте со боксот, еве ти
и брати и ден денеска сте во боксерскиот спорт. Така. Почитувани гледачи, ова беше Фатон Салиху, познат боксер, кој во 1997 година на Европското кадетско првенство што се одржа во Битола го освои златниот медал и тоа е единствен медал од ваквите приредби за Македонија во досегашната историја на боксот, не сметајки ги оние во сениорска конкуренција, например на Аце Русевски, златниот медал од Хале, потоа на постариот брат на Фатон Азис, кој имаше 2 европски бронзи и бронза од Олимпијадата. Значи, во тие помлади категории, златниот медал на Фатон Салиху за сега останува единствен во македонскиот бокс.